Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Еден од најпознатите штипски фудбалери воопшто во историјата на фудбалот во овој град секако е Мирко Наџаков. Тој своевремено ги бранеше боите на Брегалница, со која што беше во онаа генерација кога Брегалница практично првпат ја освои републичката титула во таму далечната 1963-64 година. Меѓутоа, во светот на фудбалот тој е познат и како тренер, а резултатите говорат дека е тој и најтрофејниот фудбалски тренер во Штип. Па токму Мирко Наџаков ќе биде нашата следна легенда, ќе разговараме со него за минатите времиња, за неговите почетоци, за она како изгледала некогаш Брегалница, како течел нејзиниот развој, а како течел и животниот фудбалски пат на Мирко Наџаков. Мирко, се знаеме долго време, се среќаваме, говориме за спортот, за фудбалот, а сега ти за нашите гледачи ќе кажеш кога почна прв пат да ја шуткаш топката. Тогаш во тие времења уште мали дешиња на улица, во дворови се играше фудбал, па каде беше твојот почеток? Потсети на тоа време. Да. Па многу одамна. Јас сум по фудбалските игралишта од 50-те години. Дури и нешто зафатив и од 40-тите, крајот на 49-48 година. Јас сум роден 39-та година. Да? И веќе на 6-7 години, 6-7-8 години во Штип, во секое мало имаше некое проширено така просторче во кое се играше фудбал. И игравме меѓу себе, малски средби игравме со пртељава топка, се разбира. Немаше тогаш во 50-те години, во 60-те години. Така ги викаве, во така, чорапи. Правевме од чорапи, колку јас чорапи со партали, од сите внатри и мои шутка. роднини собирав чорапи па да направам топка и така. Но мојот спортски живот во суштина започна кога во некаде пред 50 година, мислам дека е тоа 49 или 48 година, на мојата улица го донесува Партизан. Имаше некоја разместување на тие културни институции. Во Соколското друштво го донесува театарот. До ден денеска тоа е и театарот таму. Малку е проширен, но тој театар во суштина е на Соколското друштво. Прво беше наменет за спорт, за соколите. Соколи, да. Тоа е во бивша Југославија. А Партизан го донесува во киното. На мојата улица имаше кино, но ги тргнаа столовите, направија нова подлога. И во тој Партизан вриеше од млади спортисти, млади гимнастичари. Јас бев искрено по цели денове во таа сала. Јас тврдам. Гимнастицираш или игравте и други игри? Јас гимнастицирав, јас сум формиран гимнастичар, физички. Да. Јас бев добар, перспективен гимнастичар. Меѓутоа, играв и фудбал. Малку подпораснавме и моето друштво веќе направивме друштво. Играме со едно друго друштво, пред влезот на Брегалница имаше некоја ограда и еден стар човек не гледа како играме, завршивме, ние изгубивме. Другото друштво има повеќе фудбалери. Јас од моите другари, јас само играв фудбал и не можев повеќе да постигнам. И ми вика: ти, малечко, дојде да те видам нешто, абе ти многу убаво играеш фудбал. Сакаш да играеш за Брегалница? Јас бев тогаш некаде 15 или 14 години. За мене тоа беше нешто. Кој не сака да игра за Брегалница? Да. И по случајно нештата, тој да биде домаќин на Брегалница, иначе по неговата внука многу познат, Зуица Лажова, дедо на Зуица Лажова. Беше домаќин на Брегалница. Интерпретаторката на народни песни. Отидов во Брегалница, веднаш ме регистрира и одам дома
на мајка ми, јас сум без татко од моја 2 година. На мајка ми велам, мамо, јас се регистрира. По штипски онака. Мајка ми избезумена. Знаеше дека јас сум малку немирен, дека можам се да направам. Како бре, синко, си се регистрирал? Додека и кажав дека се регистрирав за фудбал, мислам дека ќе приумреше. Јас, кога ја напишав оваа монографија, првата книга што ја земав, ја напишав на мајка ми. Ово што го зборувам. И таа се изгуби. Зачудена, ама и јас се било и беше регистрирав што за е. фудбалот. Те регистрира. И мораше да седне за да Се дојде во себе. Така. И за кратко време, за веќе дали беше 4-5 дена, имаше некоја младински куп надпревар во Кавадарци. Треба да одеме таму и јас како знам дека можев многу да трчам. Тоа беше и моја карактеристика за целото време. Можев многу да трчам и трчав по топката и после толку бев дошол во колапс еден, да молев Бога да не дојде топката кај мене. Бегаш одде. Толку се лошо почувствував да кога се вратив веќе не сака фудбал да играм. Значи после првиот надпревар веднаш скоро цела година јас не играв одбивност кон фудбал. А бев регистриран званично. Значи толку те истроши тој прв надпревар. Толку доживеав некоја физичка тешкотија, нешто како тренер знам што значи неподготвен фудбалер од најмали години. Тоа ти беше школа, тебе за младите кои ќе почнеш така да работиш. Меѓутоа, после непуна година, Ражанков и Миладинов ми се сокласници некаде, од друга паралелка беа, и зборуваат дека во Брегалница тражат некои дечиња кои знаат фудбал да играат, така, и јас отидов. Таму се собравме една добра генерација. Наброгу отидовме дури и на подготовки во, тоа е значи некаде веќе 54-та година доваѓа, 55-та година. Да. Немаше 55-та. Да, тука некаде 54-та, 55-та година. Отидовме во Скопје на турнир. Одигравме добро и мојот прв успех. Јас и Никола Хаджиев, влеговме во репрезентација на Македонија. Ние отидовме после тоа веднаш со Карамфиловиќ, ни беше тренер, селектор, што беше не можам да знам. Мислам дека он беше и селектор и тренер, да. Отидовме во Нови Сад на подготовки на сите републики и покрајни. Таму секој трети ден се играше меѓусебни надпревари. Тука по некои села во Нови Сад на омладински центар некој беше тоа, некој надвор од многу блиско во парк некој таму беше. Па и денеска е развиен тој пионерски младински фудбал во Војводина, во Ветерник, близу Нови Сад имаат еден комплекс со 7-8 терени со хотел за пионери и младински фудбалери. Во таа репрезентација беа Шулинчевски и Мирко Илиевски. Вардарци, да. И искрено, ние со Хаджиев не бевме многу послаби. Јас играев во така упаднав во втората екипа, по квалитет во втората екипа, тоа бе репрезентација на Југославија. Но Нико Хаджиев играше, не знам по кои причини, на бек само. Он беше, заедно игравме во маневар, во тоа време 2 халфа, леви и десни халф беше. И Нико Хаджиев влезе дури во А репрезентација на Југославија и игра со Нови Сад, со Војводина, со првата екипа. Имаше познати фудбалери, но јас играв во втората екипа во маневар со Мелич. Мелич доаѓаше од Шабац на тој, таму се покажа, момчето во скок, во брзина беше побрзо од мене, тврдам. И можеби тоа беше пресудно да го земат него во репрезентација, во Звезда. Отиде во Звезда во тоа лето. Јас се вратив во Штип. Беше еден од најпознатите фудбалери тогаш во Црвена Звезда. Играше на халф, така градител на играта. А Нико Хаджиев, кога реков, играше репрезентацијата, А репрезентација на Југославија младинска против Војводина и играше на бек.
Но на враќање Карамфиловиќ дури сакаше да го земе за Вардар да играе. Тоа ми го беше кажал после тоа, кога дојдовме ние, со мене не беше разговарал. Прифаќам тоа дека така беше, но Хаджиев требаше да иде во Вардар, ама тој цел живот е скромен и остана секој пат верен на Штип. И не отиде, не прифати понудата на тие млади години. А твојата кариера после кога се вратив веќе веднаш Нико Хаджиев беше 2 години постар од мене. Он беше таму малку со некоја друга регистрација. Во тоа време можеше да биде. Да. Таму бевме само 38 некој имаше и тоа некоја првата или половина или како доаѓа или втората половина на 38 година и 39 година бевме. Јас бев со тие сосема регуларно. Кога дојдов веќе во Штип, станав веќе бргу играч на Брегалница. Тогаш Брегалница се такмичеше во Штипски подсојуз. Од Кавадарци, Неготино, Велес, до Берово, Делчево и така. Ти меѓу најмладите, бидејќи немаше ни 20 години. Па, многу помлад. Јас почнав 16 години. На 16 години играв во првата екипа на Брегалница. И може си еден од најмладите првотимци на Брегалница. Ево зошто. Не, тука влегоа веднаш Боро Миладинов, од генерација 39 година Ржанков влезе, малку покасно, он беше малку посичушен, но влезе Манушев, влезе Милев Пандо. Знаете зошто? Брегалница претходно беше во 4-та зона. Таа 4-та зона немаше Македонска лига, него 4-та зона. Тоа е екипи од Бор, од половина Југославија. Да, тоа 4-та зона од јужниот дел на Србија, Косово, зона, така Црна Гора, Македонија, тие формира таа зона. Брегалница испадна од лигата и тие играчи беа сите на откажување. Еден по еден за многу кратко време се откажуваа од фудбал, а ние веќе доваѓавме млада генерација и многу брзо ги заменивме старите. Тоа е она почетокот и станува стандарден во Брегалница, која почнува веќе да игра значајна улога во Македонија и сега доаѓаме полека и до титулата. До титулата доваѓаме дури некаде покасно 63-64 година. Да. Тоа е тогаш ни беше тренер во првиот дел на надпреварувањето Димитар Захариев. Но знае луѓето од управа дека ќе имаме квалификации и да потражат некој фудбалски човек и го пронајдоа Пурич. Поново втор пат да дојде во Штип. Пурич беше и остана во Штип да живее после тоа. Да. Тој успешно не водеше и со него го освоивме дефинитивно првото место. Во Македонија. Овој Димитар Захариев е беше професор по физичко воспитување, но сакаше да биде, иначе беше на југословенска репрезентација и на Партизан масер, бидејќи беше постојано со една не беше професорка, стручен работник на ДИФ во тоа време, Факултет за физичка култура, и овој Димитар со неа беше стално и го научи занаатот. Масерство. Да. И сега една случка. Во Штип сакаше да остане, бањата Кежовица кај нас е минерална, но се случи ова. Му понудија докторите како средношколец да биде тамо вработен. И овој одби и под експресно се врати за Белград во институт за рехабилитација, до пензионерски денови таму си остана. Брегалница, во годината кога ја освоивте титулата, како изгледаше тој период, кои тимови беа вака најтешки противници на Брегалница?
Со кој излегувавте најтешко на крај? Ние веќе 3-4 години бевме постојано меѓу првите. И само се чекаше момент И кога се ќе чекаше, избиете. ама никако да бидеме први. И тоа чекање го начекавме дури 63-та година, 64-та година. Па сите ни беа противници. Многу екипи. Брегалница на мета беше постојано. Победа беше во втора лига. Во втора лига и тоа добар второлигаш беше во тие години. Победа беше организиран тим. За мене беше предизвик како се тие организирале толку добро. Па не случајно велевме дека Прилеп е и најфудбалскиот град Јас го тоа прифаќам и го признавам во дека е тоа поранешна така. Југославија, дури и на Балканот. Да, Таму да. знае и по 20.000 гледачи да дојдат на дерби над Превари. Па тоа, знаете што, сега кога зборуваме за публика, јас често размислувам зошто е така Прилеп и Штип толку интересен со публика, да речеме. Во Штип од секој пат имало 1/3 или 1/4 од населението да е присутно на игралиштето. Знаете зошто? Најмногу можеби поради тоа што игралиштето е во центарот на Штип. Игралиштето во Тето И од кај да тргне, од кој дел на градот, тука ќе Прилеп е дојде. во центарот, скоро. Многу лесно доаѓаат на надпревар, многу лесно си одат дома. Тука се некаде блиску. Мислам дека тоа е пресудно за Значи интерес, комуникацијата, близината многу важно. битна. Сега имавме ние некои тешкоти со опстанокот на игралиштето, но тоа ќе биде малку и покасно. Тој е состав на Брегалница. Шампионскиот, дали може да. да се подсетиш на Тоа е некој од некаде фудбалерите? приближно овој состав. Ефремов ни беше голман, исклучително добар голман. Покасно тој отиде во ОФК Белград, мислам, и оттамо отиде во Грција и не знам во кој клуб, но беше прогласен за најдобар голман на Грција. Во тој состав кој беа Во тој состав Ефремов го спомна, тие? Иванов, Манушев, Хаджиев, Ципушев, Наджаков. ти? Желев, Режанков, на центар на Центар фор тогаш викаве, кој центар беше фор во шпицот? беше Ашиков Да? и Иштван Гордош. Иштван Гордош и на лево крило дури Каракашев играше тогаш? Каракашев, да, Каракашев, да. Но кога освоивме прво место, он беше војник. Он беше нашиот најдобар фудбалер во претходниот дел. Но кога го освоивме првото место, он мораше да отиде војник. Било како еден од најдобрите фудбалери на Брегалница. Па еден период мина и во Вардар. Ние тогаш во тоа време имавме двајца од страна, двајца водечки играчи, Иштван Гордош и Перо Каракашев. Перо Каракашев од Дојран директно доаѓа во Брегалница и станува најдобар играч, голгетер. Иштван Гордош беше војник во Штип. Играше за Брегалница, додека беше војник, така нешто направија луѓето од управа. После тоа дојде да живее во Штип. Тука, кога игра за Брегалница, кога го освоивме првото место, тој беше со фамилијата, со татко, со мајка, Бевте супер состав, еве сега го и каже и мињата ме подсети на сите тие фудбалери. Да. Навистина Брегалница беше тим за И почит, влеговме, што би рекле. дојде квалификацијата, треба да играеме квалификација. За втора лига. За втора лига, одеме во Титоград, на пат за Титоград, доживеавме со тешка несреќа што беше со кај Јас тука во монографијата. Кај Мурино. Кај Мурино, јас ја опишувам монографијата. Во монографијата тој дел, не знам колку сега брзо ќе го пронајдам. Тоа беше страховита работа што се случи. Можевме да настрадаме многу повеќе, но загина само техничкиот директор на клубот Караколев. Тој е татко на овој судијата сега Николче Караколев, го носи името на дедо му, а неговиот татко Ванчо Караколев.
Ванчо, Тогаш одевте на меч со ОФК Титоград за Со ОФК квалификација. и се враќаме назад после тоа. После смртта на Коле беше тоа цел град на почит према човекот, према Брегалница. И беше тоа многу трагичен ден за Штип, но и тоа помина. Сите не собраа во бањата Ќежовица на рехабилитација. Јас не бев ништо. Не бев повреден уопште, ништо не ми фалеше. Ти малечок таму меѓу. Па не малечок. седиште. Јас цел живот сум гимнастичар. Жилав, а? Се фатив за седишето и не мрднав. Не мрднав. Автобусот 3 пати и за едно дрво многу дебело, ќе пропаднавме во Лим, во реката. Среќа дрвото ве задржа. Дрвото не задржа и така. И отидов на годишен одмор со мојата сопруга, тогаш бевме само верени. Да. Отидов, избегав од подготовки. Не можев да седам таму, не се тренираше ништо, но таму игравме фудбал, бевме на море. Дури на Млет отидовме. Да. Игравме со едно друго друштво, и јас да прескакнам преко една ограда, многу тешко се повредив. Тука имам повреди, набои на пети, се вратив во Штип, не можам да играм фудбал, не можам да трчам, не можам да одам, криевам. И јас се уклучив дури трето, четврто коло. Брегалница прво коло, второ коло изгуби, трето коло и состанок управата. Му наредуваат на Пурич, на тренерот Пурич, да играе комплетно екипата од Македонска лига. Одеме у Борец Чачак. Борец Чачак претендира за прво место во лигата. Говориме за втора лига и источна група. Говориме за втора лига, источна група. Па победивме. Борец Чачак го победивме ние. Желев направи еден неверојатен продор. Се браневме повеќе. Да, контра гол и Контра гол. Сега, натаму тоа беше недела. Во среда доваѓа Будучност Титоград. Будучност Титоград испадна од прва лига. Во среда играме веднаш утакмица. Истиот тим. Не собраа доле во бањата и само зборе Котче чувати Шорбан беше играч на Звезда. Јак силен, голови не повисок многу од мене, но дупло поширок, брз и добро фудбалер. Затоа тој после тоа отиде во Звезда. Играч на Звезда постана. Пурич вика тоа само може да го прави Мирко. Мирко има добра концентрација и он тоа ќе го направи. Може да го брка, да го блокира. Мирко има да го гонеш ако иде у клозет и во клозет да одеш со него. Тоа беше така негов, така малку, нека ми извинат. Ако шега го кажа. Во шега тоа така и беше. Во еден момент ни даде тој гол. 1-0 воде Титоград. Титоград, Будучност. А јас сум директно виновникот. Јас требаше да видам до него, да не му дозволам тоа да ради. Јас бев многу пргав, многу остар играч. Малку се прашина дигаше од мене во секој дуел. Може би за тоа ми припаѓаше работа да го чувам Шорбан. Во еден момент, во продолжение на играта, тој се наоѓа на лево крило, а јас дури недисциплиниран сум бил, значи во тој момент, на скроз на другата страна. Тој ја добива топката и со влез према внатре го поминува Иванов, го доаѓа на Арсов играше во втора лига, Ципуше веќе играше, Стојан Арсов, и од Стојан Арсов он се беше малку, дали беше тоа фаул или не, но немаше фаул углавно. И паѓа. И јас да го затворам просторот, ја ударам топката толку силно од страв. Од неговата глава топката оде директно у ракла. Моне Ефремов, голманот, ја изфрла топката у корнер. И стоам до него, Шорбан леже непомичен. Седе доле. Леже. И овие доваѓаат од него, ама да стане, живот му играчите, корнер треба да штира. Овој не мрда воопште. Беше у безсознание. Дојдоа лекарите, едно друго, хитно го однесоа у болница со брза помош. Следниот ден отидов по барање на председателот
ние таа утакмица ја добивме. Го добивме будучност. Тука во Штип, таа екипа иста која играеше во Македонска лига. Комплетно таа екипа. И кога почна да се распаѓа таа екипа и кога дојде твојот играчки крај, сега веднаш ќе го кажам на кратко. Да. Ќе го кажам тоа на кратко. Следниот ден отидов на барање на претседателот во болница да го посетам Шорбан. И ми вика, слушај, вика, ти ако ми кажеш дека си го тоа намерно направил, јас ќе ти кажам дека ме лажеш. Така ми беше рекол човекот, беше. И се срдочно поздравивме, но имавме поново средба со Шорбан. Брегалница многу покасно, јас станав тренер на Брегалница, играме во Бор, он беше веќе во Бор, тренер на пионерска екипа. И беше таа средба срдечна, се прегрнавме, се така си попричавме малку. Да, и се подсети да, се на тој Невил Насар што го доживеа тој. Тој, мислам, остана во Бор за сва времена. Ти кога ја заврши играчката кариера? Јас ја заврши веднаш после будучност, морав да отидам војска. Добив позив, го давам позивот на претседателот, тој во джепчето, слегнува вториот позив, а јас сум во школа за резервни офицери поставен. И кога му побара вториот, кога дојде второто барање да одам војска, вика сега и генерал не може да те спаси. Мора да оди војска. И јас отидов војска. Кога се вратив, јас веќе не сака фудбал да играм. Брегалница беше испаднала од втора лига. И кога видов со кого треба да играм фудбал, не ми се играеше. Ме повикува, јас се зафатив во тоа време да... Која година беше тоа? Тоа е веќе 66-та година. Започнав да студирам воредно педагогија. И сакав да си завршам таа работа која ја започнав. Јас сум професор по педагогија, званично сега, но малку покасно, во покасните години, бидејќи во тоа време, веднаш во 66-та година, април месец, значи, од играч веднаш станав тренер. Во Совка се организира пионерска екипа за Брегалница, за тука градот. Во градот, градски тим да биде тоа на Сојузна организација за физичка култура. Тренери Мирко Наджаков и Шишков Методи. Тоа е приближно кога започнаа овие да играат. 4 години работевме со Шишков на некој име од тие фудбалери што ги произведовте? Скоро сите станаа фудбалери, немаше место да ги прима Брегалница. Но во тоа време немаше се вакање. По 20 за секоја позиција. Па имаше, така беше од прилика. Шишков во последната година, јас морав да бидам во постарата генерација, он остана со помладите и се разделивме тука. И затоа сум јас тренер на екипата која го освои првото место. Ние бевме во регионот први како младинци тогаш и отидовме на финален надпревар во Скопје, игравме против Вардар. Вардар апсолутно фаворит. Ние го победивме Вардар во Скопје. За да следната недела имаше младински куп и тие дојдоа во Штип и поново Вардар, младинската екипа на Вардар. Овој пат за куп ги победивме. Тука јас мислам дека имам слика некаде како го прима Драган Христовски како капитен. Пехарот. Некаде сум ја поставил, не можам да се сетам каде ќе е. Може би е тука некаде. Добро, не е битно, ќе снимиме и покрупно. Но знаете што се случи сега? Кога Штериев, Христовски играе за Вардар, тие во некои моменти си разговарале за оваа утакмица кога дошле во Штип, за да не победат. Тука некаде е и Мето, многу постар, тука е и Кочо Димитровски, многу постар, а ние ги победивме со репрезентација со 52 година родени деца. Не може да се види Вардар, таму е. Добро, тоа е, да. Ја гледам слика овака како изгледал тогаш.
Мане Атанасков го дава пехарот на Драган Христовски.